разговараме за една ведра тема, односно разговараме за џез музиката и за џез културата. Ќе откриеме како џез музиката и џез културата како музика на субкултурна група во Соединетите Американски држави стана апсолутен глобален тренд, како стигна во Македонија, која е џез заедницата која што е присутна во Македонија, дали доволно џез музиката и џез културата се шират, имаат своја публика, како е да се биде џез музичар во Македонија и кои се тие вредности за добра естетика и добар музички вкус што ги промовираат моите двајца денешни соговорници Емил Парнаџиски и Гоца Стевковски. Почитувани, ја следите емисијата Мој збор, концепт двоглед на тема џез музика и џез култура. Гоца, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш денеска гостин во емисијата Мој збор. Ќе разговараме денеска за убави работи, затоа што секогаш кога е уметноста и музиката во прашање, можам да кажам дека на некој начин сите се радуваме затоа што единствено уметноста остана чувар на убавите работи и на убавите спомени и затоа се надевам дека на нашите гледачи денеска ќе им приредиме убав и пријатен разговор. За почеток сакам да те прашам со однос на тоа дека и ти си претседател на Сдруженијето на џез музичари во Македонија и се занимаваш со џез музика воопшто, колку е тешко да се биде на таа сцена, на џез сцена музичка во Македонија и со какви се предизвици еден музичар и уметник од тој ранг се справува секојдневно? Најпрво ви благодарам на поканата. Секој од нас музичарите прави еден избор, да речеме, како созрева, како ќе се развива и во кој правец во музиката ќе опстане или ќе остане. Веројатно тоа е според некоја индивидуална визија за нештата и перцепција за едноставно кој како си наоѓа место во музиката за да може да се изрази, односно го бара просторот за да може да се изрази. Џезот важи за еден од правците кај што можеш веројатно загарантирано да се изразиш слободно, меѓутоа тоа не значи дека не постојат исто и правила. Колку е тешко да се биде музичар, односно да се занимаваме со џез музика во Македонија, мислам дека не е тешко од аспект на тоа што едноставно љубовта кон музиката или кон, да речеме, тој правец кој што ја дозволува таа слобода или, би рекол, некој различен начин да може човек да се доискаже или на музички план. Емил е мој втор соговорник во емисијата Мој збор. Ти благодарам што ја прифати поканата денеска да се дружиме и да поразговараме на една интересна тема, да кажам џез музиката, која што во исто време е актуелна, меѓутоа и од друга страна малце запоставена, ми се чини барем мене медиумски, па од тебе, од прво лице, да кажам, еднина која што се занимава долго време со промовирање на џез музиката во Македонија, сакам да слушнам малце повеќе за џез музиката, за џез културата во Македонија. Па да го фатиме прво историјатот. Па историјатот во Македонија џез музиката е присутна пред се преку Скопскиот џез фестивал, кој што е еден од најголемите брендови музички во Македонија. Тоа е, еве сега, годинава беше 41-иот или 42-иот. Јас сум присутен сигурно едно 35 години минимум, секоја година редовно. Џез културата во Македонија, значи можам да речам од тогаш почнува да расте и достигнува некоја цифра, да речам со љубители до неколку илјади, тоа се оние страствени љубители на џез културата, кои што редовно се гледаат уназад години. Програмата на џезот, еве да речем на џез фестивалот во Скопје, задните години е малку по фри, не е толку комерцијална колку што беше пред 20 години, кога дојдоа еминентни имиња кои што не се повеќе живи.
тогаш беа доста посетени тие концерти, имаше, што се вика, и карта повеќе се бараше, а сега организаторот оди на некоја друга посовремена варијанта на посовремен джез, каде што сепак е ограничен бројот на луѓе кои што ја сакаат таа музика. Джезот, јас лично джезот го обожавам, од моите рани години го слушам. Джез културата во Македонија мора да се промовира на повеќе начини. Таа доста објекти минатите 4-5 години има угостителски што кафетерии, што клубови кои што отвараат и акцентот го ставаат на таа джез музика, или пак имаат објекти каде што повикуваат бендови наши. Можем да речем слободно последните 2 години некоја джез манија владее во Скопје, да кажам, за другите градови не знам, и доста се посетени тие живи свирки, да не именувам сега некои објекти, стварно добро се посетени, а пред се тоа се должи на тоа што имаме одлична понуда, има млади групи, млади музичари, школовани, дали во странство, дали тука, кои што придонесуваат стварно да издигната нашата джез култура на едно доста добро завидно ниво. Во контекст на тоа сакам да кажам и јас допринесувам на некој начин од пред 2 години, 3-та година поред, имам заедно со мојот тим, со моја екипа и доста ентузијасти, едно 10 познати момци, дали од Скопје и од Балканот, од Србија, некои имавме и од Африка, луѓе што водат емисија. Отворив интернет станица, каде што логото ми е домот The Home of Jazz, Soul and Funk, каде што е искомбинирана во главно джез, сол, фанк музика во комбинација со некои нови new soul ритмови, new jazz и така натака. Што се треба да се направи за да заживее джез музиката во Македонија? Се чини дека джез музиката е присутна само на джез фестивалите во Македонија и во регионот и дека македонските джез музичари имаат прилика да ја презентираат својата музика само на фестивалите, меѓутоа некои го нарекуваат джезот и како музика за слободумните, односно за уметниците. Зошто джезот е музика со најголем број на правци и зошто слободните уметници најмногу сакаат да се изразуваат преку джез музиката и джез културата? Во твојот претходен одговор ти спомна дека джезот некако е музика која што е наменета за слободоумните, за луѓе кои што не се подготвени баш во секоја ситуација да ги следат правилата, што не значи дека не постојат правила, меѓутоа и некои други карактеристики како истакнување на твојата индивидуалност, креативност и спонтаност како уметник, можеби се придобивките што воопшто джезот ги овозможува за сите музичари кои што одбираат да се занимаваат со овој музички правец. Па од тука сакам и да те прашам дали постои некоја култура на джезари, некој систем од вредности, некој животен стил што музичарите професионални што се во джез музиката и джез уметноста ги живеат секојдневно. Како тие го разбираат животот еве? Како го разбираат животот? Најверојатно како секој еден обичен човек, нели ние сме луѓе, освен тоа кој што да речеме голем процент од времето поминуваме во вежбање или правење музика или настапи во живо или концерти, кој што навистина одзема многу време. Меѓутоа, веројатно тоа е таа разлика која што е меѓу нас и останатите луѓе, покрај талентот и индивидуалното искажување. Сакам да те прашам,
Апропо ова што го кажавме дека џез музиката нели има конкретен историјат во Македонија, имате една мала џез заедница која што постојано се шири и која што работи на промовирање на џез културата и џез музиката. Сакам да те прашам, во почетоците кога таа се појавува нели во Соединетите Американски држави, обично се појавува како музика која што е на субкултурата. Значи, што во џезот Македонија? Историјата, во кратки црти, значи џезот доаѓа од блуз, од блузот и госпел музиката од Америка, да кажам, која што прераснува после таа блуз госпел музика во некои Нью Орлеанс оркестри, па потоа од таа музика Нью Орлеанс оркестри почнуваат бибап прапците со Чарли Паркер, па хардбап, па некои современи ритмови на современ фјужен џез, па нормално до фри џез и разни подгрупи, латино, вакви, такви, сол, џезот. Џезот е, знаете како е, кога ќе му кажам на некој џез слушаш, ќе ти пуштат, знаеш, одма што не ја слушале, веднашка се оградуваат и џез тоа ќе ме замараш. Знаете, во џезот имате многу суптилни, интересни правци кои што убеден сум дека на секој што не го слушал џезот би знаел јас лично да му понудам и да го припремам за нешто што може понатака во животот би му интересирало и би почнал да слуша џез. Дали културните институции, општеството и публиката доволно ја препознаваат џез музиката и џез културата, или сепак останува уште многу работа за џез музичарите и џез заедницата во Македонија, што треба да се направи за џез музиката да добија поголема масовност кога е во прашање македонската публика? Колку медиумите ја поддржуваат и радиостаниците ја емитуваат џез музиката, се исто така прашање на кои што ќе одговориме денеска. Како е да се биде џезер? Многу едноставно како да се биде џезер. Како и да се биде архитект, како и да се биде, не знам, диџеј и се останато. Меѓутоа, системот на вредности во некое општество, да речеме, некаде е на едно повисоко ниво, например, би ги земал скандинавските земји кои што инвестираат многу сериозно, да речеме, во џез културата. Дури мислам дека и се наметнува еден синоним, да речеме, кој ќе кажете за европски џез, ако некоја што беше Париз као центар на случувањата во 60-тите па и 70-тите години. Таа конекција, да речеме, на џез музичарите американци кои што настапува највеќе во Париз. Сега би кажал дека европски џез кој ќе кажете, например, тоа е одма ве асоцира на тој скандинавски звук, би рекол, поради тоа што самите држави работат на многу сериозна поддршка на нивната продукција домашна, преку разноразни системи како ќе биде презентирана генерално низ светот и, например, сигурен сум дека таму е полесно да бидеш џезер него ли тука во Скопје и во Македонија. И меѓутоа не наоѓам некоја сериозна замерка. Едноставно изборот го правиме сами. Тоа некако сме одлучиле, веројатно, или секој човек одлучил дека ќе се занимава со некоја одредена работа. И така и ние, и така си го тераме ова. Значи, во име на уметноста, во име на некакво творештво, во контекст на индивидуалност или на некоја групна, колективна, да речеме, некоја колективно искажување, да кажеме, на одредени ставови или на некои слични ставови, не е лошо да се биде џезер. Значи, си имаме едноставно наоѓаме начин како тоа да го исфункционираме во Скопје и во државата.
Емил, зошто се вели за джезот дека е музика за слободоумните и за автентичните? Па, знаете како, не се станува преку ноќ джез љубител, джез фан. Треба да имате позадина некоја. Да, значи, треба, не можете веднаш, да раснете и од дете да слушате джез. Значи, морате да имате некоја основа. Дали мојата основа била фанк, сол музиката, некој друг растел со рок, класика и тоа оди нормално. Јас сум ги поминал тие тинеџерски години со поп музика, тоа секој мора да го пројде. И после како што растеме или созреваме, така ти созрева и вкусот за слушање на музика. Така да, ја некој после 20-та година почнав, за мене зборам, почнувам редовно да ги посетувам тие скопски джез фестивали. Денеска одиме и слушаме и надвор од Македонија по некои фестивали. Еве, Нишкиот фестивал редовни сме посетители и присутни сме со Just Music Radio, како тим таму. Време треба за да се засака, сепак, джезот. И затоа мислам дека во Македонија, еве во Скопје, нема некоја, не знам, голема цифра на љубители. Тоа се неколку илјада, да речам, страствени пасија што им е джезот, нема повеќе, верувајте. Джез музиката обично ја среќаваме на промоциите на книги, изложби на фотографии или некои други културно-уметнички настани, затоа што джез музиката важи за музика за која што треба да се има добро изграден вкус и обично луѓето кои што својот живот и својата дејност ја посветиле на културата и на уметноста, некако природно се врзуваат со джезот. Но дали джезот и надвор од оваа културно-уметничка сфера ќе успее да заживее и дали ќе можеме да ја исчистиме македонската музичка сцена од влијанието на шунт музиката и на сето она што ни се пласира преку поп музиката и преку турбофолк музиката, и исто така прашање на кое што денеска ќе одговориме со Емил Парнаџиски и со Гоце Стевковски. Секако ќе се сложиме со фактот дека джез заедницата во Македонија е поспецифична и станува збор за еден поспецифичен музички правец. Не можете, како што кажа ти, често да слушнете джез музика на радиостаници да се емитува или како популарна... Како да се плачат малце од тоа, знаеш, така. Самиот термин джез ги асоцира на некоја авангарда. Точно, да. На некоја авангарда, меѓутоа тоа се некои чудни стереотипи кои што едноставно не функционираат во реалноста. Тоа не е така. На времето джез музиката која се појавува е популарна музика во Америка. Луѓето танцуваат на тоа и нормално од година или од деценија во деценија се појавуваат одредени имиња на таа сцена, кај што, например, прават еден друг развој на истата музика. Значи, метнуваат, не ја популаризираат, него едноставно ја расчленуваат на одредени подправци кои што од сето тоа произлегуваат после уште подправци и така натаму и така натаму. Значи, од таму е веќе расширена целата приказна низ целиот свет, така. Тоа и сакам да те прашам, дали освен на фестивалите, на джез фестивалите и негде другде може да се сретне, да кажам, апликација употреба на джез музиката, обично на промоција на книга ја пуштаат или на некој така по арт настан, да кажам, изложба на книга. Може, нормално, тоа се зависи од организацијата, на авторот што промовира. Така. Еве, ви кажав, у задње време се отварат лонж барови доста и некои така кафетерии каде што се исклучиво се врти. Па има и некои за прехрана, да ви кажам, да не ги и поменувам, што стварно оди джезче, некои со вокали интересно. Луис Армстронг нешто свири у позадина, што е стварно прифатливо за секој убаво. Ја тоа пак ќе напоменам. Значи, многу е битно каков джез ќе ви пласираат да слушате, ако сте почетник и да. Како е да се биде джез уметник во Македонија?
каде што пазарот и публиката се навистина мали и како еден джез музичар се подготвува преку своето образование и преку своето музичко действување да прерасне во джез музичар. Кои се мотивите, но и светогледите кои што моите денешни соговорници ги имаат и раскажуваат, впрочем, како е да се биде джез уметник, како е да се има одредени верувања, светогледи и вредности и како да се живее со и од джез културата. Ти спомена дека постојат и одредени универзитети и кај нас во Македонија кои што се занимаваат со продукција на нови музички кадри кога е джез правецот во прашање. Меѓутоа, со однос на суштинската дефиниција за тоа што е джезот, дали треба да постојат школи за джез музичари или джез музичарите едноставно ја имаат таа уметничка интуиција и талент кој што може да се развие сосема независно од школите каде што се учат пракса, теорија, правила и така натаму? Сметам дека треба да постојат тие институции од причина што денес, например, во овие социоекономски услови, сметам дека нема луѓето, пошто немаат избор кај да научат сами од себе, предпоставувам. Може би со мојата генерација, пошто и тоа знаење кое што дел од нас го имаме стекнато е пренесувано, да речеме, од луѓе кои што биле во контакт со многу сериозни ликови, односно биле поминале кроз институции на овие клучни факултети кои што ги спомнавме, како што е Беркли во Америка или на некој од европските джез академии кој што исто така предава кадар, кој што се професори од Америка, кои што се од јадрото на джезот. И така е пренесено и тука и нормално преку слушање музика, преку ноќи поминати со разговори, со вежбање, со споделување на стајање. Меѓутоа денеска веројатно би требало да важи истото, дека функционира, со тоа што сепак е многу добро кога знаете кај ќе отидете во некоја институција и знаете дека едноставно ќе добиете тоа што сте тргнале да го барате, ќе го добиете таму, односно ќе го најдете таму, така како знаење. Во продавницата за продажба на плочи и на други музички материјали, која што ја исто така ја работиш ти, дали има доволен број на посетители и заинтересирани луѓе кои што еве ќе влезат и ќе прашаат дали имате нешто, да кажам, архивиран материјал од джез музиката? Архивиран секако. Во архивирањето на джез и да секоја музика стана многу достапна минатите од пред 15 на 20 години, стана многу лесно да дојдеш и да набавиш или да симнеш, да даунлодираш музика. У наше време, да речем, пред 30-40 години, многу беше тешко да дојдеш до некоја добра джез плоча, до синглица. Сега буквално можете секој албум нов, ако искочи на светскиот пазар, да го даунлодирате за ефтини пари, дали фри, дали некоја ситна сума, да го купите. Ние тука еве базата, овој простор каде што да го правиш интервјуто, ова е базата домот на Jazz Music Radio. Воедно тука и мојот партнер е местенце катче, да кажам, каде што може секој љубител на добра музика да дојде, да послуша, да поразговараме, да си купи некоја плоча, некој CD. Во главно тука ме праша, продаваме музика озбилна, да речем, джез, сол, блуз. Не продаваме поп музика актуелна, тоа е, па и самата радиостаница не пушта таква музика. И треба ли да има, например, секој правец иследбеништво и дали се согласуваш со тоа дека секој музичар си има своја оригиналност, меѓутоа не сите музичари се гениални? Има гениални музичари, а сите музичари се оригинални. Ја мислам дека сите музичари се оригинални, а дека помалку се гениални. Значи малку обратно од вашата, пошто секој човек, например, си е оригинален во својот пристап, во самиот звук кој што го произведува, во начинот на свирење. Не постои исти музичар еден на друг, а гениалноста
Тоа е више поширока тема. Оправдувањето на луѓето кои што работат со промоција на музиката велат дека нема продукција на македонската музика, па затоа мора да пуштаат и нели друг вид на музика. Тоа не е точно. Јас сум се уверил и знам има хиперпродукција на македонска музика. Ти кажам, радиото, уште еднаш да спомнам, само МК 24 часа ќе пуштаме електронска, рок музика, поп музика, шлагерите ќе се слушаат од времето на нашите родители. Значи тоа така ќе биде концепирано да кажеме од Сабајле до Пладне да се задоволат вкусовите на постарата генерација слушатели, па како што ќе оди понатака после Пладне денот, да кажем да се подига ритамот, да има некој период за одморање за некоја релекс амбиентална македонска музика етно, помеѓу 16 и 18 и после 18 да кулминира за музикава за помладите генерации хип-хоп, R&B, електромузика, авангардна, панк, рок. Емил, ти си човек кој што доаѓа од сферата на радиото, малте не целиот живот си го посветил во радиото. Да. Која е иднината на радиото? Дали трансмисијата од фреквенција, можност што имаме да пуштиме радио во кола или на радио, или да избереме станицата, сега имаме можност на интернет да слушаме 24 часа музика само со еден клик. Дали тоа е иднината на радиото? Јас сум од таа генерација која што сум почнал по радијата да работам како музички уредник. И јас кога сум почнал да работам, сме ги пуштале песмите и джингловите и рекламите на касети. Значи тоа се преку 30 години. Тогаш радијата имале тим од можем минимум 10, 15, 20. Како што оди напредокот на технологијата со компјутерите, со музиката, припремите на песните, сето тоа иде, доаѓаме до еден период што сето тоа е упростено и буквално едно радио, значи едно вакво интернет радио може да функционира малтене да ти функционира, да кажам, од дома, буквално еден двајца да го сервисираат радиото. За нашите гледачи да повториме каде може да слушнат добра джез музика, на која радио станица? Станицата интернет тоа е jazzmusicradio.mk. И кога да очекуваме новиот проект да започне? Новиот проект само МК ќе ќе стартува официјално некаде пред Нова година. Така ќе направиме една гранда голема забава со музичари, поканети, ќе се поканат еминентни луѓе од македонската естрада, композитори, така да сакам стварно да направам нешто што ќе трае за многу години. Од разговорот со моите двајца денешни соговорници, со Емил Парнаџиски и со Гоце Стевковски, откривме дека треба уште да се работи на развојот на джез музиката и джез културата во Македонија, особено во насока на незино поголемо препознавање од публиката. Освен на фестивалите, джез музиката треба да добие и многу поголема поддршка од радиостаниците и воопшто од медиумите. Културните институции и општествените секако треба да даваат поголема поддршка на промоција на джез културата и джез музиката како музика која што е наменета за софистицирани вкусови и музика која што може да придонесе во борбата против лошите кич влијанија кои што ги примаме преку музиката денеска. Почитувани, ја следевте емисијата Мој избор, концепт Двоглед, а јас ви закажувам повторна средба следната сабота.